цената е главниот мотив, но сликите на фалсификуваните брендови како се уништуваат постојано се емитуваат во медиумите. Значи и се би било во ред, доколку нема и друг начин за нивно искористување, за што се работи. Велат дека сме на пола пат до нешто. Се сумневаме. Ние сме само пола пат од она што навистина мораме да го поседуваме пред се како народ, како држава. Велат европски и светски принципи. Применуваме принципи што единствено само на неколкумина им одговараат или исклучиво за нивни ситни или поточно крупни интереси. Глумиме Европа кога ни е најнепотребна. Се појавиле фалс патики. Ке мора да ги заплениме и веднаш пред сите медиуми да ги запалиме. Така наложува законот. Кој закон? Сиромаштијата е неголем виновник за се. Таа ги спречува нашите граѓани да ги задоволат своите елементарни потреби. Патиките се честопати луксус. Овој пат говориме за патики. Утре може би истото ќе се случи на капутчиња за деца, играчки. Ние прашуваме. Дали уништената количина патики можеше да ги усреки, например, згрижените деца без родители? Или босите деца кои просат по нашите крстосници? Дали дури и фалсификуваната роба може да усреки некого? Дали треба да се уништува или едноставно да им се поклони на оние што немаат? Хубаво, си купил ли ти фалсификувана стока? Сум купил и тоа сум купил наши касети од Кванташки пазар. Бидејќи ние ги немавме издаено, требаше да пратиме од Австралија, немавме од каде и купивме на Кванташки и ги пративме. Што да правиме со ова? Што да правиме со ова? Тоа што ние купуваме е пак наш проблем. А со тоа дали треба тие да се речеме фалсификувани патики да се подарат или не, мислам дека тука стриктно треба да се почитува законот кој што за жал не се почитува или пак немаме доволно законски одредби кои што ќе го регулираат сето тоа. Мислам дека тука држава треба да биде многу построга. Значи, ако се најдат фалсификувани патики, се согласувам патиките да се изгорат, фалсификаторите, сите оние кои учествувале у тоа, да се казнат, да се одат у затвор парично, како зависи од тоа колку прекршок направи. Не смееме тука да бидеме да имаме различен пристап и социјалата со тоа да не ја мешаме. За социјалата си има сегменти од државата кои што треба да размислуваат како да ја решаваат. А што се однесува до тоа, ако направиме така селективен пристап, ако имаме денеска ќе подариме патики, утре ќе подариме не знам кебиња, ќе се случи утре некој да фалсификува 3 милиона евра, па да им ги подариме на луѓето да им ги поделиме и нека си плаќаат со нив. Така? Така. Добро, благодарам. Па јас не мислам така, не се согласувам со тебе, заради тоа што сметам дека веќе ако постојат брендови, они треба да бидат заштитени. Да, до некој степен, ама сиромаштијата го прави тоа затоа што ефтина работна сила, значи од типот кавали, не знам, лупам сега, они одат по ефтина работна сила и таму ги работат нивните брендови. Значи, самите фирми кои што се брендирани, го прават тоа истото кое што сега ние тука полемизираме, дискутираме, дебатираме. Они самите си се кршат како затоа што сакаат помалку да платат? Тоа не е фалсификат. Извини, молим? доврши. Кажи не, сакам да тоа не е фалсификат ако они го прават тоа, ако имаат фабрика во Киев, да, го продаваат поскапо. Сега, постои шутка кај нас. Постои шутка кај што можеш да најдеш енерджи со истото знакче, со истото се, на кое што пишува Made in Turkey, а можеш да најдеш